Остануваме на тема вести од регионот и светот. Со мене во студиото веќе е колегата Дејан Антоновиќ. Добро утро, Дејан. Ја слушаваше оваа анализа со колешката Жанета од Лондон. Слушнавме детално што се случува во Обединетото кралство, што е друго, што е во фокус од светските вести и регионалните. Обединетото кралство е секогаш во фокусот, тоа е една од државите кои се доминантни и само ќе докажам дека беше критикувана Британија дека има заедничка надворешна политика со САД и ја не гледам дека има некоја промена. Ако во тоа време беше критикуван тогашниот премиер Тони Блер дека е пудлица на тогашниот председател Џорџ W. Буш, сега сигурно е дека Борис Џонсон е на некој начин во тесна корелација со Доналд Трамп околу многу светски геостратешки прашања, а самиот чин на Брекзит само дополнително веројатно ќе ги приближи Лондон и Вашингтон во сојузништвото, во борбата за светската доминација, пред се против руското влијание кое и самата колешка го кажа, ама и против кинеското со кое сакале да признаат или не, све повеќе и повеќе се загрозени. Да, во регионот е исто така интересно. Па регионот да го затвориме, Во Бугарија вчера имаше гласање недоверба на влада, не беше изгласана. Па не беше изгласана, очекувано 124 владеачки пратеници не дадоа поддршка, 120 гласаа да падне владата на Борисов, кабинетот засега, што би рекло народски куртули, од пети поред предизвик или искушение дали ќе остане на власт или не. Аргументот е дека ќе има редовни парламентарни и председателски избори следниот март и дека нема потреба сега да се дестабилизира и онака дестабилизирачката состојба и во регионот и во светот, па и во самата Бугарија. Дополнително, како помош дојде онаа мерка на Европската Унија која изгласа пакет мерки со заеми за помош на државите и економиите поради коронавирусот. Па сите се пофалија со тоа колку добиле. Кој колку добил, знаеме дека Хрватска доби 22 милиарди, еве Бугарија вчера доби случајно 29 милиарди, баш во мигот кога тој требаше да слета на Софискиот аеродром после Брисел, тогаш беше и објавена веста. Демонстрантите не ќе да го прифатат тоа, се обидоа да отидат на Софискиот аеродром да го блокираат, Борисов да не може да тргне од аеродромот кон Софија, со цел да го принудат да седи во VIP ложата, додека самиот не поднесе оставка, но се разбира тоа не успеа, беа разбиени од полицијата. Ми се чини дека протестите во Бугарија сега за сега, како и Белград и Атина, ќе имат стопирани, па во наредниот период, освен коронавирусот, веројатно регионот малку и ќе се смири до следниот циклус на избори, а тоа е веројатно Црна Гора на 30 август, доколку и таму не се пролонгирани овој. Ако го смети Црна Гора прогласи епидемија на целата територија на државата. Па таа е лидер во Европа, ми се чини, за број на заболени и починати по број на... Од 0 заболени до лидер во Европа. Па... Тоа е само покажува дека го коментиравме тоа дека први државите можеби сериозно не ја сватија коронавирусот, а подоцна можеби ималци во политички цели се беше манипулирано, цел свет има, само ние немаме, што беше сомнително, но сега тоа не е важно. Важно е дека Црна Гора е во толкав број лидер, за жал, негативен лидер во регионот по број на заболени на глава на жител, што се доведува во прашање и одржувањето на редовните парламентарни избори на 30 август. Ке потсетам, таму изборите се редовни, таму ни една од партиите нема дилема дали треба да има избори или не, но еве сега па ковидот изигра улога, може би да немаат избори, да се пролонгираат до октомври, според уставните тие нивни уставот, кој предвидува дека може да дојде до пролонгирање на тие избори месец до два и може би Црна Гора и се заканува да влезе во слична ситуација во каква бевме и ние, нели, до пред овие избори кога имавме техничка влада. Што е друго актуелно од светските вести? Не знам дали би го ставиле кој регион или свет, но се зголемија тензиите меѓу Турција и Грција. Причина е оние меѓународни води во Средоземното море кои беа еден дел контролирани и од Либија. Ќе потсетам, Либија која е во Африка поради граѓанската војна не ги контролира тие делови. Тука Турција виде шансата да испрати борбени бродови и да испрати бродови кои треба да истражуваат нафта и газ долж границата со Грција, долж Родос, долж Крит, што грците ги
буквално како што велат западните агенции, предизвика голема паника у Грција, која исто така прати борбена морнарица. Таму турците се обидуваат да најдат нафта и газ и да ја присвојат во своја територија. Од друга страна Грција, Европската унија, па и Соединетите американски држави се противат на таа одлука на Анкара. Проблемот е што тие води се меѓународни, но проблем е и што се во либиски води, а бидејќи во Либија има две влади, не знаеме која контролира таа област. Вчера и Египет, односно официјално Каиро, која е исто во тој регион и која се смета за регионална сила, ништо послаба од Турција и Грција, парламентот одобри копнени и морски војни операции со цел да се заштити границите и територијата на Египет, но и да се земе некој дел од тие нафтени наоѓалишта што и како ќе им се најдат на државите во оваа криза. Ден, би сакал уште нешто да те прашам, кога се светските вести поврзани. Велика Британија најави дека ќе го прекине договорот за екстрадиција со Кина, со образложение дека тие наголемо ги кршат човековите права. Ова претежно сепак потекна од администрацијата на Трамп, од неговите изјави, од неговиот напад можеби на Кина, некако како да почна се поголем бројот држави да изјавуваат, поточно да изнесуваат примедби за Кина. Колку се издржани, дали ова навистина така или сепак се работи само за реплицирање на една перцепција и ширење на одреден Судирот на Кина, судирот на Велика Британија и Кина е како резултат на она што го зборувавме во почетокот и колешката Скерлев предмет кога го кажа, а тоа е на некој начин водењето на заедничка политика на Лондон и Вашингтон околу Кина. Особено што Лондон има судир и околу Хонг Конг. Ќе потсетам, Хонг Конг како нивна бивша колонија беше британски доминион, без разлика што тој влезе во Кина. Кинезите таму се обидуваат да спроведат, би рекол, ајде, грубо речено комунистички закони, што на Хонг Конг не му одговара, бара помош од својата претходна матична држава мајка Велика Британија. Практично Лондон и Пекинг имаат судир околу Хонг Конг. Ми се чини дека тоа е причината зошто Лондон пред 2 недели ја суспендираше дозволата на Huawei да инсталира базни станици под образложение дека се бави со шпиунски активности. Тоа е првата работа и втората работа е повторно Хонг Конг и сојузништвото со Соединетите американски држави. Но морам да ти кажам дека се зголемува реториката според мене и како што се доближуваат претседателските избори во САД. Од една страна зголемена е реториката, од друга страна Мајк Помпео со Борис Џонсон во Лондон завчера зборуваа на тема правата на муслиманите во Кина, значи еден обид за дестабилизирање на Кина. Ке потсетам, таму живеат муслимани, кинези или наречени народот се вика ујгури, кои има над 50 милиони жители и кои секогаш се незадоволни од комунистичкиот режим и се можна темпирана бомба за дестабилизација и на онака големата Кина. И она што е според мене најважно е дека веројатно со овие потези тие сакат малце да добијат во својата јавност дека сепак нема да им дозволат на кинезите да прават што сакат. Но дволичноста на политиката е дека и покрај овие мерки американската администрација и американскиот министер за одбрана Еспер најавува посета на Пекинг, што само укажува дека веројатно сите овие тензии ќе се подигнат, па ќе се намалат, а се во интерес на добивање на, би рекол, зголемување на паднатиот рейтинг и на Трамп, па би рекол и на Борис Џонсон, бидејќи според она што можеме да го видиме, коронавирусот, освен што здравствено ги инфицираше одреден број на политичари, им комплетно им го уништи рейтингот. Дејан Андоновиќ, благодарам за оваа анализа. Денешно утре повторно те гледаат нашите гледачи и слушатели овде во студиото.